Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Да ги проследиме настаните кои што го одбележа овој неделен ден. Здравствената установа во Македонска Каменица доби нов современ мамограф кој ќе даде придонес во превенирање и рано откривање на карцином на дојка, кој е едно од трите најчести малигни заболувања кај жените во Македонија. Денес во Пробиштип се рестартираше рудникот Злетово. Производството ќе го обнови новиот концесионер, бугарската компанија Минстрој, која согласно договорот со македонската влада треба да го рестартира и рудникот Ораница во Крива Паланка. Од одделението за образование при општина Штип со апел до родителите да ги запишуваат децата во прво одделение. Во спротивно следува парична казна во износ од 60 до 80 евра во динарска противредност. Денес е успение на Пресвета Богородица, голема Богородица. Се слави вознесувањето на Богородица во небесните живеалишта. Поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан се обрати кон македонскиот народ по повод денешниот голем ден. Заборавивме и на Бога и на светите, мислејќи само на себе и на своето. Заборавивме на вредностите што траат вечно, на вредностите што надживееле многу времења и многу генерации, а ќе не надживеат и нас и ова наше време. Заборавивме дека посебно внимание треба да се обрати на воспитанието и образованието на младите генерации. Па домот бил и останува најдоброто и незаменливото училиште. Што ќе научиме од родителите, такви луѓе постануваме. Доброто кон добро упатува, а лошото, злото и гревот кон себе си повлекуваат. Затоа е и речено, родителите имаат онакви деца какви што воспитуваат. И какви семејства имаме, такви народи сме и такви општества сме. Да и се помолиме и да и се молиме на Мајката Божија да се застапува и моли за сите нас и за сите луѓе со добра волја, сега и секогаш и во сите времења. Амин. За многу години нека ни е празникот. Рудникот за олово и цинк Злетово во Пробиштип од денес повторно започнува со работа. Производството во рудникот ќе го обнови новиот концесионер, бугарската компанија Минстрој, која согласно договорот со македонската влада треба да го рестартира и рудникот Ораница во Крива Паланка. Денот на рударите годинава е од големо значење и ќе остане во сеќавање кај пробиштипјани. Со предавањето на концесијата на новиот собственик, бугарската фирма Минстрој, и официјално беше рестартиран рудникот за олово и цинк Злетово, а беше извадена и првата руда. Николај Волканов, председател на бордот на директори на Минстрој, истакна дека рудникот Злетово е четврти проект со кој започнува од нула. Кај претходните 3 веќе има над 2500 вработени, а со проектите за Злетово очекува до 30% пораст за вадење руда, а со тоа изголемување на бројот на вработените и нивните плати. Днеска имаме веќе 300 работници. Веќе имаме 300. Денес веќе имаме 300 работници по договор. Сакам тоа да го подличам. На няколку месеца те ще станат 1000. Во текот на неколку месеци очекуваме веќе тие да бидат и 1000. И веќе се надевам од ноември, декември тука ќе биде полно со руда. Полно с вагони с руда. Создавањето на нови работни места, но и зачувувањето на постоечките на ниво на државата, а и овој пат во Пробиштип, беше и целта на владата на Република Македонија при распишување на тендерот за нов концесионер по раскинувањето на договорот со Индоминерали. Ова пред присутните го истакна вице-премиерот Владимир Пешевски, потенцирајќи дека посветеноста на владата на рударскиот сектор е евидентна. Во периодот од 2006 до 2016 година, владата има доделено вкупно 370 договори за концесии за детални геолошки истражувања, 325 договори за концесии за експлоатација и 45 концесии кои што се во фаза на детални геолошки истражувања. Очекуваме да добијат и тие дозвола за експлоатација, со што ќе се креираат повторно нови работни места.
Залагањата на владата, односно надлежните министерства, резултираше со тоа рударството да стане движечки сектор во македонската економија, каде работа 13.000 лица, кои придонесоа за раст на производството минатата година од околу 10%. Ова го изјави министерот за економија Дритон Кучи, кој свечено ја предаде дозволата за работа на Бугарски Минстрој. Индексот на индустријската производство во секторот на рударството и вадење на камен во период од јануари до јуни 2016 година во однос на период од јануари до 2015 година бележи раст од 3,5%, а индексот на бројот на работниците во овој сектор во истиот период бележи пораст од 1,4%. Дека и Минстрој ќе допринесе за порастот на производството на руда во Македонија, децидна беше министерката за енергетика на Република Бугарија Темјанушка Петкова, истакнувајќи дека Минстрој е лидер во своето поле во Бугарија, позната по коректноста и грижата. Сумата со која што ќе инвестира Минстрој во делото за кое што веќе се спремаме 20 милиони евро, со кое што ќе овозможиме работни места за 1000 луѓе, за 1000 работници, со што веруваме дека ќе го напредиме и развојот на таа гранка тука. Зборувајќи за историјата на рудникот Злетово пред своите сограѓани, премиерот на Република Македонија Емил Димитриев го истакна тешкиот период за време на транзицијата, кога многу пробиштипјани вработени во рудникот останаа без работа, но и периодот по раскинувањето на договорот со Индоминерали, што представувало вистинско цунами за овој град. По напорите на владата да се најде нов концесионер, сега веќе Минстрој, основните ставки во договорот биле задржување на вработените, зголемување на платите, но и нивната безбедност. Во рудниците Злетово мора да вложат во нови истраги, во опрема за рударење и што е најважно за мене, двете најважни работи во повисоки плати за вработените и побезбедни услови за работа. Од досега сработеното, јас сум оптимист дека компанијата Минстрој ќе опстои на своите ветувања дадени кон владата, дадени кон вас. Од новиот собственик задоволни рударите, кои со децении наназад поминуваа низ голготи работејќи во рудникот Злетово. Велат, освен што во новите договори има ставка за зголемување на платите, изминатиот период во рудникот се работело и на нивната безбедност. Сега сме задоволни. Со производство не сме уште почнале, али за месец дена, како што кажа и министрите газата, месец и пол, треба да се експлоатира руда. Во однос на безбедност, има ли нешто презимано сега за сега? Па постепено се презима, сега се работи на тоа, се санират некои одрони некои такви работи и за да го спремаме за почеток на производство. Се подградува во јамата, се работи, се менјат плекове тамо дека се изедени. Сега има нови договори, ние сме под првите договори што ги подпишаме на 14.8 или сега со новите договори, а има различни категории кои како така ќе биде и платата спрема тоа. 360, 320 евро. Да, евро. Освен Злетово, Бугарски Минстрој под концесија го зема и рудникот Ораница во Крива Паланка, за кој е предвидено да биде рестартиран за најдоц на месец и половина. Рестартирањето на рудникот за олово и цинк Злетово е резултат на една напорна и ефикасна работа на владата во минатата и оваа година, кога рудникот се најде во исклучително тешка ситуација, односно кога беше колабиран заради финансиските проблеми на неговиот претходен концесионер. Се направи една многу брза и ефикасна акција да се завршат сите законски процедури, да се најде нов концесионер кој што денеска и официјално на овој празник го рестартира рудникот. Ова го потенцираше председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој присуствуваше на рестартирањето на рудникот Злетово во Пробиштип. Кога рудникот се најде во исклучително тешка ситуација, односно кога беше колабиран заради финансиските проблеми на неговиот претходен концесионер, се направи една многу брза и ефикасна акција да се најде, да се завршат сите законски процедури, да се најде нов концесионер, кој што еве денеска и официјално на овој празник го рестартира рудникот, веќе се вратени околу 140 вработени. Интенцијата е се вратат сите вработени на работа, дори и оние кои што веќе се заминати во некоја од околните држави или во регионот, ќе им биде понудено да се вратат. Според оно што тој го кажуваше, така што ме радува што тоа се случува овде во Пробиштип, веќе невработеноста е преполовена, така што тоа е добар знак со работењето на овој рудник и со враќањето на работа и на останатите рудари. Веројатно тоа уште
подобро ќе се реализира понатаму намалувањето на невработеноста, така што ние сме политичка гарнитура која што е многу насочена кон економијата. Рударството е еден од тие делови на економијата. Како што знаете, пред неколку дена почна да се отвара, да се гради нов, односно да се отвара нов рудник, кој што за една година ќе биде целосно во функција и ќе работи, ќе се експлоатира рудата, ќе има голем број на вработени. Веќе следната година почнува да се гради и Ловица рудникот. Дадени се концесии за уште многу, се вршат многу истражувања, така што ќе има уште многу места каде што ќе се отвараат рудници во Македонија и каде што ќе се отвараат нови работни места. Во рудниците, освен директните вработувања, многу се важни индиректните вработувања, бидејќи секој рудник покрај директните вработувања влече и многу голем број на индиректни вработувања, разни снабдувачи на рудникот со различни работи, со стоки, со услуги и така натаму, така што значително ја намалува невработеноста и дава економски импулс за развој на целиот регион каде што се наоѓа тој рудник. Откако стана самостојна општина, во изминатите 20 години општина Македонска Каменица постигна значителен напредок, немногу благодарение на рудникот Саса, кој е еден од неголемите двигатели на развојот на источното рударско градче, кој денес, кога се чествува успение на Пресвета Богородица, го одбележува Денот на градот и Денот на рударите. Македонска Каменица денес одбележува троен празник, Денот на Мајката Божја, Денот на рударите и Денот на градот. Ден кој се совпаѓа со доста значајни јубилеи за општината, 20 години откако стана самостојна општина, а воедно се одбележуваат и 10 години откако рударството повторно застана на здрави нозе во оваа општина. Оваа година САСА како индустријски капацитет значаен за целата држава функционира веќе 50 години. Како што е познато на поширока јавност, ние сега сме во фаза на изградба на новото јаловиште. Новото јаловиште нас ќе ни биде од корист, бидејќи нели имаме ние доделена нова концесија, проширена концесија за експлоатација од страна на влада. И со тоа фактички ние се задолжавме со една нова инвестиција односно со новото јаловиште, таму енергично работиме. Очекуваме дополнителни дозволи кои што нас не овозможат завршување на таа изградба. Тие се наши редовни инвестиции за наредните 2 години. Освен тоа, постојано и вршиме наши капитални инвестиции поврзани со опремување и доопремување на нашите рудари. Дека Рударска Каменица успеа да се исправи на здрави нозе за овие 2 децении потврдија и самите граѓани, кои тоа како се радуваат за напредокот на ова рударско градче. Денеска е супер за Македонска Каменица, најголем празник Богородица. Саса слави. Па слушај, рудникот дека почна да работи, добро е, супер е. Напредува, се тие ред работи, иначе добро е. Инаку одбележувањето на Денот на рударите и празникот на општината 28 август вечерва ќе кулминира со спектакуларен концерт на српската фолк звезда Светлана Ражнатовиќ. Огромно е задоволството заради тоа што и оваа година рудникот Саса е наш најголем покровител. Се надеваме дека ќе имаме присуство на поголем број на посетители од околните градови, од регионот, од соседна Бугарија. Со ова ќе помогнеме и на локалната економија. Се надеваме дека се ќе помине во најдобар ред и дека еве во понеделник имаме едни позитивни импресии од овогодишното каменичко културно лето. Нов современ мамограф е инсталиран во здравствената установа во Македонска Каменица, наменет за потребите на пациентите од општината и пошироко. Министерот за здравство Никола Тодоров денес беше во посета на здравствената институција во Каменица. Мамографот е донесен, инсталиран и во тек е обуката. Обуката треба да се сведе на техничка обука, но и на еден сегмент на ставање во функција на целиот на мамографот. Инаку ова со набавката на овој мамограф за прв пат во Македонска Каменица се инсталира ваков уред, кој што ќе овозможи рана детекција на малегни заболувања кај женската популација, прегледи и скрининг за рак на дојка, нешто што досега сериозно недостасуваше, зашто жените од Каменица мора да додат во некои од другите здравствени центри во околината. А како што можете да видите, се бориме за секој еден град во државата да добие подобро здравство, со набавка на нова опрема, со инвестиција во кадар, со инвестиција во здравствена инфраструктура, во различни места различно, но интенцијата, намерата ни е секогаш да има нешто што го немало, да се добие нешто што го немало, да се прошири некоја услуга што не се давала, да почне да се дава, или пак да се подобри некоја услуга или да се воведе некоја нова метода. Тоа е начинот на кој што
работевме во изминатиот период и тоа ќе биде фокус на Министерството за здравство и во наредниот период. По околу 7 милиони денари е инвестицијата. Инвестицијата ја направивме во соработка со општината. Ова е најсовремен апарат, има неколку вакви во Македонија, кои што се набавени најнова генерација, се овозможува и компјутерски подпомогната детекција на заболување, односно на промени. Тоа овозможува на лекарот да не се пропушти нешто. Практично му помага софтверот на лекарот да не се пропушти нешто и ако има определена промена, таа промена да биде детектирана. Се поставија камен темелите на новата црква во населбата Беровско езеро во Берово. Црквата ќе го носи името на заштитникот на болните и патронот на лекарите Свети Пантелеймон. Ктитор на црквата е Благој Механџиски од компанијата Зегин. Инаку денес илјадници верници присуствуваа на традиционалниот народен црковен собир кај манастирот Успение на Пресвета Богородица во Берово. Туристичката населба Беровско езеро ќе добие свој заштитник. Се поставија камен темелите на новата црква, која ќе го носи името Свети Пантелеймон, заштитникот на болните и патронот на лекарите. Ктитор на целиот црковен комплекс Свети Пантелеймон ќе биде господинот Благој Механџиски од компанијата Зегин, кој потекнува од Малешевскиот крај и е еден од најголемите македонски донатори и хуманисти. Воедно сакам да кажам дека моето 50 годишно работење во здравството, јас решив да го посветам на еден спомен кој ќе остане за идната генерација, а тоа е црквата која е посветена на еден од првите исцелители кои ја употребиле рецептурата, доктрината лекарска и останува како синоним на здравственото доктринарно развивање низ вековите. Малешевскиот крај и Малешевци заслужуваат едно вакво дело и се надевам дека тоа е порака и за идните генерации да си го поштуваат родниот крај, да доаѓаат, да веруваат, да се боголюбиви и да задржат традицијата на малешевскиот народ. Градител на црквата Свети Пантелеймон на Беровското езеро ќе биде општина Берово. Ние како локална самоуправа, како општина и јас како градоначалник по поднесувањето на техничката проектна документација пристапивме кон собирање на сите потребни документи за да го издадеме одобрението и да се појави општината како градител на овој храм, а се разбира да се заблагодарам и на ктиторот кој ги донира средствата за изградбата на црквата Свети Пантелеймон, зашто цениме дека во туристичката населба Беровско езеро, ако има изградено еден таков храм, а еве денес почнува да се гради, бројот на туристите ќе се зголеми. Инаку денес во Машкиот манастир и Усмерие на Пресвета Богородица во Берово, илјадници верници од Малешевијата и пошироко го чествуваат празникот посветен на Мајката Божија Голема Богородица. Во стотина казани се подготвува традиционалниот манастирски ручек, кој се дели на сите верници, кои за свое здравје и здравје на своите блиски присуствуваат на денешниот празник во манастирот Успение на Пресвета Богородица. Овој ден 20 години ја чува мистеријата за тој кобен 29 август 1996 година, кога гром од ведро небо уби 9 мина и повреди 40 на верници на овој традиционален народен собир во Берово. Божја казна, предупредување од светците, волја на природата или пак обичен несреќен случај. Секој на различен начин го толкува овој ден, бидејќи тогаш 28 август, денот кога се празнува Голема Богородица, било посен ден, па било решено да се помести црковниот собир и ручекот за еден ден, за софрата да биде мрсна. Пред почетокот на учебната 2016-2017 година во Оделението за образование во општина Штип веќе располагаат со бројот на запишани првооделенци. Сепак овој број не е конечен и поради тоа апелираат до родителите во најкраток можен рок да ги запишат своите деца, бидејќи согласно Законот за основно и средно образование следуваат казнени мерки. Остануваат уште неколку дена до 1 септември, официјалниот почеток на учебната 2016-2017 година.
Според информациите кои ги добивме од Одделението за образование при општина Штип, во 5 општински и 8 подрачни училишта, досега се запишани 468 деца во прво одделение. Бидејќи податоците од Одделението за образование не соодветствуваат со податоците од Министерството за правда, односно воочливо е одредено отстапување од бројката која ја имаат со евидентираниот број во матичните книги на родените, надлежните ги известуваат родителите кои се уште ги немаат запишано своите деца, тоа да го сторат во најкраток рок. Одделението за образование уште еднаш ги информира родителите кои што имаат деца родени од 1 јануари 2010 до 31 јануари 2011 година да ги запишат, да појдат до најблиското училиште кое што се наоѓа во реонот на живење и да ги поднесат документите за запишување на учениците во прво одделение. Основното и средно образование се право и задолжение на секој граѓанин на Република Македонија. Согласно Законот за основно и средно образование, прекршувањето на ова право повлекува казнени мерки. Глобата за незапишување на дете во прво одделение изнесува од 60 до 80 евра во денарска противредност. Да не дојде до вакви несакани ситуации, апелираме уште еднаш родителите да се јават во најблиското училиште во реонот во местото на живење. Јубилеј 70 години учителско образование на македонски јазик ќе се одбележи на 7 септември во Штип. Во рамки на чествувањето ќе се одржи пален дискусија, а ќе бидат доделени и плакети на професорите кои извеле 18 генерации во учителската школа Блага Јанева и Мице Богданов. На 7 септември во Штип ќе се одбележи значаен јубилеј 70 години учителско образование на македонски јазик. Невена Милева беше една од професорките кои веднаш по дипломирањето своето деби го имаше во оваа школа. Иницијаторите од Скопје Елица и Атанас Николовски, кои се исто едни ученици и професори на учителската школа, сега се веќе доктор на науки и предавачи на факултетот БЕА, нивниот проект дојде во Штип со договор да се прослави, да се одбележи. Активностите што се забележани тука се прво собир на сите учителски јубилеи собир во 9:30, 10:30 почнува пред сегашната гимназија, а тогашна беше учителска школа, пред плочата што пред 20 години по повод 50 години ја проставивме учениците и професорите на учителската школа. Во рамките на одбележувањето ќе се одржи панел дискусија со учество на поранешни и сегашни професори. Инаку првите ученици и учители наставата ја започнаа во старата зграда до сегашната гимназија, се сеќава професорката Милева. Учителската школа беше отворена прво во старата гимназија, местото каде што е сега некоја детска градинка таму, зад сегашната стара гимназија. Учениците, учителската школа, беа сместени еден дел и во Новоселската каде што е сега ректоратот, а потоа се преселија во гимназијата. Најгорниот спрат беше интернат, тука спија децата, учениците. Најдолниот спрат у приземјето беше трпезаријата и кујната, а двата спрата беа училници. Иначе да кажам дека учениците беа претежно од струмишките области и села, од Берос, од Малешевијата, и јас лично како професор со нив доживував убави моменти за тоа што ги чувствував како свој, јас ги сакам учениците. Во рамките на тоа ќе бидат доделени плакети на професорите кои извеле 18 генерации ученици во учителската школа, а тоа се Блага Јанева и професор Мице Богданов. Група од околу 200 албанци од Мушутишта, општина Сува Река на Косово, се собрала утрово и го блокирала патот кој води до црквата Богородица од Игитрие, која е срушена, иначе и темели утрово раселените срби требале да присуствуваат на литургија по повод празникот Голема Богородица. Дошло до конфликт меѓу демонстрантите и припадниците на косовските специјални сили кои уапсиле повеќе демонстранти и употребиле солзавеци палки. Околу 150 раселени срби се наоѓаат во 3 автобуси и го чекаат расплетот на ситуацијата на оддалеченост од околу 5 километри од местото на конфликтот. Тие добиле гаранција од полицијата дека безбедно ќе стигнат до срушените цркви. Демонстрантите носеле албански знамиња и ја извикувале паролата УЧК.
Украина подготвува судска постапка против Русија пред Меѓународниот суд на Обединетите нации во Хаг, изјави украинскиот министер за правда Павел Петренко. Предходно Киев веќе има покренато 4 парници против Русија пред Европскиот суд за човекови права, со кои бара од Москва оштета за случувањата на Крим и во Донбас. Следниот месец Киев планира да поднесе уште една тужба против Москва пред Европскиот суд, која ќе се однесува на забрана на парламентот на кримско-татарскиот народ. Постои уште еден одвоен случај кој заедно со Министерството за надворешни работи го подготвуваме за судот во Хаг. Нема да откривам детали, наскоро ќе дознаете за него, истакна Петренко. Германската канцеларка Ангела Меркел ја одложи одлуката околу повторното кандидирање за оваа функција, а најновата анкета на јавното мислење покажува дека половина од германците се против нејзиниот евентуален четврти мандат. Според анкетата спроведена од социолошката служба Емнит за весникот Билд, 50% од испитаниците биле против нов мандат на Меркел, додека 42% се изјасниле дека сакаат да ја видат повторно на функцијата канцелар. 70% од приврзаниците сакаат таа да ја зачува функцијата до изборите, а 22% сметаат дека треба да се повлече. Парламентарните избори во Германија ќе се одржат следната година. Со голот на Маркус Рашфорд во 93-та минута, Манчестер Юнајтед на крајно драматичен начин стигна до првата гостинска победа против Хал во новата сезона. Рашфорд одлично го искористи феноменалниот продор и додавање на Вейн Руни, но покрај постигнатиот победнички гол против Хал, тој уште еднаш импресионираше со свежината која ја внесе во играта и дополнителните опции кои ги понуди во нападот на Жозе Мориньо. Португалскиот стручњак не го криеше тоа на пресконференцијата, која ја искористи за да испрати ветување до Рашфорд, што се однесува до преостанатиот дел од сезоната. Маркус Рашфорд го чекаат уште многу шанси. Можам само да кажам дека ќе игра уште многу оваа сезона. Тој прави голема разлика кога влегува. Маркус им создава нови проблеми на противничките тимови и јас сум премногу среќен и импресиониран од начинот на кој игра и се залага, изјавил Мориньо на пресконференција. 18-годишниот Рашфорд се наметна во сениорскиот тим на Юнајтед уште минатата сезона под водство на Луи Ван Гал и најверојатно нема да помине многу време до неговиот следен гол. Ова беа сите содржини подготвени за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата која следи.